Во денешното издание на емисијата Напладне ја продолжуваме темата со заштитата на животната средина, загадувањето на животната средина во нашиот регион и секако најважно загадувањето на Охридското езеро. Наш денешен гостин е екологистот Ѓоко Зоровски. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Да, ова во најавата е само една од темите за кои што ќе дискутираме денеска и како што реков ќе започнеме со загадувањето на езерото кое што навистина во овој момент е големо, така? Да, загадувањето значи од секогаш представувало една многу болна точка за Охридското езеро. Посебно со прашањето за колекторскиот систем, меѓутоа и сите оние реки што се вливаат као и се најголеми загадувачи на езерскиот екосистем и сето на друго загадување од натрупан отпад, односно физичко загадување што го прават несовесните жители или туристите. И од секогаш, за жал и покрај толку години поминати во јакне на јавната свест во санкционирање, сепак тоа продолжува. Направени се некои напори за да се малку ублажи таа состојба. Посебно со последните зафати некој на колекторскиот систем, кој што е унака во многу руинирана состојба, за да се зголеми таа проточност на тие отпадни води, за да не навлегуваат во езерото кај што се препупните станици, кај што е бајпасот кај Грашница. Меѓутоа се уште сведоци сме дека во периоди на големи води, кога има поголеми врнежи, канализацијата и во градот, фекалиите и во колекторот се влеваат во езерото, значи нема капацитет, односно пумпните станици можеби не работат со доволен капацитет за да ги препумпат тие води до пречистителната станица. И на тој начин езерото забрзано старее, што значи дека се влеваат поголеми количини на органски материи, на фосфор, односно тоа придонесува за побрза еутрофикација на езерото и му го забрзува, односно му го намалува неговиот век, односно неговата еволутивна фаза, бидејќи сите езера, вклучувајќи го и Охридското езеро, си имаат своја еволутивна фаза на развој. На крај ден сите тие ќе станат мочуришта, меѓутоа човекот само го забрзува тој процес со внесување на хранливи органски материи. И затоа е итно и неопходно да се намали, односно минимизира тој внес на органски материи, претежно од такви фекални води, кои што на некој начин ќе допринесат барем малку да го заштитиме од Охридското езеро од тие органски материи, меѓутоа и од бактериолошко загадување, кое што е значително во оние делови од езерото каде што се вливаат поголемите притоки. Вие постојано правите истражувања и од тука ги црпите сите овие податоци. Дали сега е полоша состојбата отколку пред неколку години, да кажеме? Вака, значи, истражување се прави, меѓутоа Хидробиолошкиот институт од Охрид има законска обврска да прави редовен мониторинг на површинските води и се констатира секогаш дека најголемото загадување е онаму каде што е влевот на Коселска река, на Черава, на Сатеска. Тоа постојано се повторува, меѓутоа и во некои делови од стариот дел на градот, каде што имаме влевање на води кои што не се канализирани од локални ресторани, исто така покрај брежието, Пештани, Лагадин и други населби кои што се уште не се вклучени во колекторскиот систем. Трпејца исто така е многу критична. Што значи дека состојбата е таква каква што е и мора час поскоро да се спречи, бидејќи тоа не обврзуваат многу конвенции, а секако и она што е Охридското езеро под капата на УНЕСКО. Освен загадување со фекалии, имаме и цврст отпад во езерото. Баш претходната емисија со нуркачот Никола Паскали зборувавме за тоа дека цела покукнина може да се најде на дното на езерото. Што мислите вие за тоа? Која е потребата езерото да се користи како контейнери? Дали тоа некогаш ќе се промени кај нас граѓаните? Значи, правени се голем број на кампањи јавни за јакне на јавната свест, се организираат и се организирале голем број на акции за расчистување, се со цел да се влијае
на голем дел од местното население. Меѓутоа, некогаш, за жал, некои граѓани полесно им е да се ослободат на тој начин од тој кабаст отпад. Иако има специјални денови кога се подигнува тој кабаст отпад, може би е добро некогаш и комуналец да организира повеќе такви денови на подигање на кабастиот отпад, да има места каде што ќе се тој одложува и секако да се зголеми и капацитетот на инспекторскиот кадар, односно да има повеќе луѓе на терен кои што ќе бидат присутни, а може би на некои места треба да се постават и надзорни камери, бидејќи досега сите овие напори и залагања и од невладени организации и од јавни институции не вродиле со плод, така што може би јавниот надзор, односно поставувањето на камери, ќе допринесе со некој вид на подобра состојба, затоа што на тој начин директно ќе се фатат престапниците и ќе бидат казнети. Тоа е еден добар начин. Исто така, сведоци сме на палењето на трската. Значи, трската има огромен појас. Многу е тешко физички да се открие кој ја запалил трската, таа многу лесно пламнува. Така што може би е добро да се искористат некои современи технички уреди, кои што ќе ги ловат тие престапници, на тој начин побрзо ќе се откријат тие и ќе се санкционираат. Да, ја спомнавте трската, тоа ми беше и следното прашање, се прават големи штети со палење на трската, а тоа е еден процес, особено на Струшкото крайбрежје, кој што се повторува секоја година, секоја пролет и покрај апелите не врадуваат со плод. Да, значи Колкави се штетите од тоа палење на трската? Штетите се најголеми по биодиверзитетот, бидејќи таму познато општо дека се гнездат голем број на птици, риби, исто така други животни и се прави директна штета врз нив, односно се намалуваат нивните живеалишта. А не само на трската, туку се пали трска и во другите делови од Охридското поле, кај што имаме и друго едно блато кај Црногорската населба. Често пати исто така се палат и стрништа и се она што е статок во земјоделие. На некој начин придонесуваме и кон глобалното затоплување со тие отворени огнови, а по закон сето тоа е забрането, односно забрането е запалување на органска материја. Значи, езерово и животната средина се загадува од сите страни, од секакви аспекти. Да, притисокот е голем, за жал, во последниве години. Значи, сведоци сме на тие големи притисоци од запалување, насипување со земја, барање за урбанизација и така натака. Што, значи, на некој начин е предизвикано и од големите апетити, не само на жители на Охрид, туку и од другите места кои што доаѓаат овдека и не се свесни дека езерото е еден ограничен екосистем. На наша територија имаме само 56 километри од прилика брегова должина и голем дел од таа брегова должина припаѓа веќе и во заштитената зона под Национален парк Галичица, кај што имаме многу вредни живеалишта на клифови, на карпи и кои што се во строго заштитената зона. Еден од главните загадувачи се и депониите во регионот. Општините веќе подготвуваат документација за југозападниот регион да се изгради една регионална депонија. Новата информација е дека таа ќе биде градена во Новаци. Што мислите, дали на овој начин ќе се реши проблемот со отпадот во регионот, со депонијата на Буково и Струшката дива депонија? Како првин добро е што тие депонии би се затвориле, а потребно е да се рекултивираат според законската регулатива, значи не само едноставно да се затворат, туку потребно е да се рекултивираат и на тој начин повеќе да не влијаат врз животната средина преку загадување на пред се подземните води. Од една страна добро е што таму ќе се лоцира таа регионална депонија, ќе собира отпад од неколку општини со над 200.000 жители. Сега отпадот треба да се применува тој принцип на првин да се намали количеството на создаден отпад, да се реупотреби, да се рециклира и после тоа што останува да се депонира. Затоа што во европските развиени земји од вкупната количина на отпад што се создава на годишно ниво, таму некаде завршуваат од прилика 20 до 25% од тој отпад. Другите 70% од прилика се реупотребуваат или се рециклираат, односно се искористуваат како употреблива содржина. На тој начин се надевам дека и таму во Новаци е 7 претоварни станици ќе има оваа депонија? Да, така, мислам дека тоа е современ метод на... Да, тие се само претоварни станици, ќе бидат изградени според сите стандарди, да не влијаат врз подземјето.
Тие ќе бидат само еден вид на времена станица која што ќе служи за собирање на поголема количина отпад за да се транспортира после во таа регионална депонија во Новаци. Меѓутоа, главна работа ќе биде што помала количина да се носи таму, затоа што на тој начин и ќе се заштеди и многу средства, бидејќи колку помалку отпад се носи, толку помалку ќе бидат и трошоците. А и животниот век на таа депонија ќе биде и многу поголем. Мислите дека ќе функционира? Мора да функционира, затоа што Европа не обврзува на тоа и мора веќе да се селектира отпадот и во самите домаќинства. На тој начин ќе го намалиме првиот влез на отпад што оди во таа депонија, а тој отпад ќе го користиме како корисна суровина и на тој начин и комуналните предпријатија ќе бидат во подобра финансиска состојба. Да. Сите овие теми кои што досега ги спомнавме се едни од главните препораки на УНЕСКО организацијата. Она што УНЕСКО го сугерира и го бара од регионот да ги затвори депониите, да го спречи загадувањето на езерото, да ги тргне дивоградбите од заштитеното подрачје. Кој е вашиот став? Како досега тече исполнувањето на препораките на УНЕСКО? Дали се движиме во добра насока како град кој што е заштитен од УНЕСКО? Некои напори се направени, значи некои чекори со отстранување на некои дивоградби или некои платформи кои што биле незаконски поставени во езерото. Меѓутоа треба уште многу да се направи, да не се постапува селективно во отстранување на тие дивоградби, направен е тој регистар исто така на дивоградби. Доста е тешко и комплицирано тоа прашање или рушење, да речем, затоа што првин требаше да се изработи една оценка за влијание врз животна средина на сите тие дивоградби, како влијаат врз регионот, кој што мислам дека се уште не е изработена и после ќе се донесува одлука колку од нив би се рушеле или би останале. Меѓутоа, тоа прашање се провлекува низ изминативе 30 години, значи сето она што не било санкционирано од страна на надлежните, сега дојдом да се решава наеднаш. И не само природното наследство, туку и културното наследство, и за таму има голем број на забелешки. Забелешки, претежно во старото јадро, градско јадро. Дори знам дека во 2019 година има еден општина Охрид има порачано еден елаборат за оптоварување на старото градско јадро со такви градби кои што ги нарушуваат визурите или не се вклопуваат. И е доста добро обработен тој стар дел од градот, чаршијата, старата чаршија. На тој начин, значи, сите тие препораки се веќе од наша страна апсолвирани, значи знаеме ние што треба да се прави, меѓутоа исполнувањето на што треба на терен да се случува, тоа е допрва бавен процес се уште, кој што треба секако да се забрза. Ќе го зачували Охрид статусот УНЕСКО? Па тоа е прашање, че цело време да или не, или ќе се најде во таа листа на подрачје под опасност и да се најде во таа листа на подрачје кои што се веќе во опасност, може би ситуацијата би се средувала од еден друг аспект, тогаш градот би добивал поголема и стручна помош од страна на странски експерти, кои што конечно ќе кажат во кој правец и како да се развива градот и како конечно треба да се среди тоа крајбрежието, кое што е многу сензитивно прашање. Кои се вашите препораки до надлежните како екологист? Што би ги советувале? Поголема соработка со УНЕСКО, значи поголема присутност на терен, зајакнување на инспекторскиот кадар. Тоа е многу болно прашање, бидејќи има малку инспектори на терен и од страна на животна средина и од комунални инспектори и другите кои што се надлежни за решавање на проблемите со културното наследство, бидејќи да биле многу досега поприсутни на терен, немало да има вакви проблеми. Рибниот фонд исто така е во последно време е многу прашање кое што е од витален интерес за езерото, бидејќи се случува и покрај засилените контроли на полицијата се случува, сведоци сме сите дека рибократството е во подем, за жал. И час поскоро потребно е езерото да добие некој вид на физичка заштита, дали исто така преку видеонаблюдување. На тој начин може би било најдобро решение, затоа што тогаш нема да има пристрасност. Тие камери можат да се дури јавно достапни, каде што ќе се гледа
што се случува во на езерското огледало и кои влегува и дали се случуваат незаконски дејства. Да. Ви благодарам многу на гостувањето, тука сме на крајот на емисијата. Отворивме многу прашања, дадовте и препораки и совети. Повторно ќе се видиме во следна прилика, повторно за актуелни теми. Ви благодарам уште еднаш. Сигурно со задоволство ми беше чест што бев гостин на вашата емисија. Да, благодариме. Благодариме и на вас, драги гледачи, што и денеска бевте со емисијата Наплана. Повторно се дружиме следниот понеделник со нови актуелни теми. Довидување.